Слаб е интересот од учениците за сместување во ученичкиот дом професор Мијалковиќ и покрај тоа што пред неколку години целосно е реконструиран. Домот е со капацитет за 120 ученици кои доаѓаат од целиот североисточен регион, а годинава таму престојуваат 30 на ученици. Реконструкцијата беше направена со поддршка на Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа и со неа се адаптирани и подобрени условите за користење и за лица со попреченост. За ученичкиот дом се говореше и на последната седница на Советот на општина Куманово. Тие запишуваат ученици согласно Законот за ученички стандард, под еднакви услови утврдени со овој закон, и има право секој ученик кој е запишан под услови кои ги дава Министерството за образование и наука да посетува, тоест да предстојува во ученичкиот дом по пат на конкурс кој е јавен, на кој конкурираат учениците. Основен критериум е за запишување да измируваат 10-месечна уплата или партиципација кој изнесува 7500 денари за сместување на ученик за 10 месеци, бидејќи во месеците јули и август не се изведува настава. Меѓутоа оваа партиципација утврдена од страна на МОН, бидејќи тие го имаат законското право од 2009 година и од 2009 година не е коригирана. Трошоците на кои се базира и се темели и функционира ученичкиот дом, бидејќи од само финансирање не се финансира со наменски блок дотации како другите основни училишта. Од овие средства тие подмируваат плати, трошоци за плати, комунали, храна за ученици, нафтени деривати и сето она што значи за нормално функционирање на ученички дом кој е целосно реновиран и ги исполнува сите стандарди и здравствено-хигиенски стандарди за престој на ученици. Висината на партиципацијата, како што реков, не е сменета 15 години. Дополнително, капацитет на ученичкиот дом е 120 места, запишени се само 39 ученици. Во споредба со минатата година, кога биле запишени 55 ученици. Како резултат на намален број на ученици, од кои директно се финансира домот се наоѓа на вистина во незавидна состојба на кој имаме многу пати реагирано до ресорното министерство и мора да најдат начин, бидејќи не само овој ученички дом, туку сите ученички домови на територија на државава се во иста ситуација.